Почитувани мој добар ден, верувам дека во ова жешко поплодне ќе бидете дел од ова издание на Црвена линија и се разбира ќе ги споделувате вашите ставови, видувања, размислувања. А ево и за што ќе говориме. Прво не убедија да го смениме името, а сега не убедуваат да ги внесеме бугарите во Уставот. Во меѓувреме, од втората најголема политичка партија во Германија порачуваа дека е време контролирано да се распушти Европската Унија и да се формира нова Европска економска заедница. Па ве прашуваме, можно ли Европската Унија да се растури пред ние да ги исполниме сите услови? А секако имаме и анкетно прашање, ќе почнеме веднаш со него, со оглед на тоа што ќе побараме од сите вас, што поскоро и во овој момент да не заследите на Инстаграм. А кога ќе не заследите на Инстаграм и ќе кликнете на Инстаграм стори, тука и ќе ве пречака нашето денешно анкетно прашање. Ве прашуваме дали отворен Балкан е замена за Европската Унија. Ете тоа вака изгледа на Инстаграм стори. Имате две опции во ова квадратче за одговор. Едната е да, независно од тоа кој е вашиот одговор, а резултатите редовно ги соопштуваме во Црвена линија по рекламите. Но до рекламите очекуваме секако голем број на вклучување, како што впрочем и ве има во секој издание на Црвена линија. Па еве кои се вашите прогнози. Ќе почнеме секако и ќе го поставиме и анкетното прашање до вас, дали сметате дека може би отворен Балкан е замена за Европската Унија. И дали некако ви се чини дека Европската Унија ќе се растури пред ние да ги исполниме условите. Телефонскиот број ни е 02-307-0005, тоа не се менува, секако имаме и 5 активни линии на кои што очекуваме да се јавите и како што бива и во секој издание на Црвена линија, како велат што мораме не е тешко, а тоа е да повторам по кој знае кој пат. Особено за оние кои што прв пат ќе се вклучат во Црвена линија. По вртењето на нашиот телефонски број, задолжително намалете го тонот на телевизорот до 0, целосно на мјут или не знам како повеќе да кажам, но тоа е исклучително важно бидејќи доколку зборуваме по телефон нема да има никакви пречки, ниту фони, ниту пак чувство дека доцне звукот или не се слушаме. А секако ние во ова издание на Црвена линија сакаме да го слушнеме и првиот гледач кој што ќе го вклучиме во овој момент. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно. Добро. Само јас стигна да ти спомнам дали се сеќаваш на К15. Дали се сеќавам на К15? Да. Дали ја знаеш таа, како да речам, скечот, кога рекоја кога Македонија ќе влезе во Европска Унија? Не се сеќаваш. Ја очекувам вие да ни кажете, не ви ги одзимам секундите. Кога Европската Унија ќе се распадне? Сега како ви личи вас, дека ние додека ги исполниме условите, дали всушност и ќе постои Европска Унија? Па да ти кажам, не знам дали ќе постои, ама тогаш ние ќе влеземе и прво ние донесе онаква мој криминалот, корупцијата, сите работи, нема Европска Унија, злато мој. Ние сме никој ништо. Овде влади корупција, криминал, запослување на мажи, жени, деци, ќерка и да не навлегвам поќе, ништо нема, ни здравство, ни образование, ништо. Тогаш Статко рече, тогаш ќе влеземе во Европска Унија. Кој ќе се распадни, Европа. Тоа е тоа. А има и ова сакам да ве прашам, дали според вас отворен Балкан е можеби подобра замена за нас од Европската Унија? Може, тина може да биде тоа. Тоа подобро, но Европска Унија не те прима. Таму има други правила и многу други размислувања. Јас имам две сестри, едната е мажена во Франција, другата во Германија, што така. Тие креват раменици. Ова што се дешава овде. Големо благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Те слушнавте што смета гледачката и ни беше прва. Ја поздравуваме и секако посочуваме да продолжите да не следите. А веќе време и за вториот гледач. Добар ден. Ало, јас сум во линија. Да, вие сте во Црвена линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Слушај, господи или господица Тина, со оваа влада, со оваа корумпирана власт, никогаш нема да влеземе во Европска Унија. Никогаш нема да влеземе.
само менување на оваа власт, на оваа гарнитура, така да одиме напред треба. А вака не. Владе голема сиромаштија, голема беда, безпарица, разочаран народ и така. А еве, што е со условите кои што ни се поставуваат? Молим? Како ги коментирате условите кои што ни се поставуваат? Како пречка за влез? За влез. Како пречка, да. Па голема пречка е тоа, не мала пречка. Тоа тие услови кој може да ги исполни? Менување на устав, менување на се, на знаме на се. Не, со оваа власт никако со оваа власт одење напред нема. Никако. Добро, еве, сметате ли дека... Молим? Сметате ли дека отворен Балкан е добра замена за Европската Унија? Па да, ќе биде, мислам да, секако е добра замена. Дали ќе биде тоа, дали ќе се оствари отворен Балкан? Дали ќе... Тоа е од мене мислењето. Имајте убав ден, сте најубаво, пријатно. Благодарам, секако имате и вие убав ден, а и денот продолжете го и со Телма телевизија и секако следете Црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Питер. Добар ден, како сте? Поздрав, Питер, не видам. Голем поздрав, како сте да прашаме прво? Тоа иде некако. Оди некако. А како нас ни оди кога станува збор за влез во Европската Унија? Никогаш нема стане. Никогаш. Хоće се настрои. Она е издржа од Бурча Бугаја. Мора да формира друга, како државина и Соединените Европски сили. Тоа да се формира. Европски сили. Држави. Што е Европска унија? Тоа е цефаđino, тоа е не. Не знам што да кажем, али тоа е benevolenci никакви. Кој ти прима пактално во Европска унија? Европска унија сака со пари од тебе. А сака да го кажуваш ти закони. Тоа е забавно. Анджела Меркел убаво кажа. Што признај македонски јазик, кога признај македонска држава, ќе признај и сега мора овој Македонија само да признај социјалистичката партија. Како ме Запад не признава тоа, ходам ти на ногу. Чао. Така, благодарам и пријатно и секако продолжете да не следите. Одиме со вас. Добар ден. Јас сум наред. Да, вие сте наред, повелете. Томислав Ангеловски. Голем Бивши поздрав до вас. скопјанец, сега сум во Љубаништа. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Ја имам 93 години. За Европска овој што го предложија 100% ќе се растури. Ја бев шофер во железара. Ме моламе на телевизија да дојда да дам интервју, ако се може, на која била телевизија. Ја го имам возен од Тита. На 61 година бев на несврстани Насера го возеп. Јас возач бев во железара и рускиот председател Косијин го имам возено. Која пушташе железара Тито 67 година, исто се случи на несреќа на влезот во Капија, шоферот удри во колцата и ја Тита го возев со Јованка по железара на Рудни двор горе, а има многу што да кажам. А еве што ќе кажете за нашата тема? Дали ви се чини За дека... вашава тема 100% ќе се растури Европска унија. Ова се менјат сега све, пошто овие борба во што се во Украина и ова кај што води Путин со овие афричкиве земји, све ќе се смени светот сега, ви гарантирам. Ја многу сум поминал, 93 години имам и тоа е. А дали сметате дека отворен Балкан е замена за Европската унија? Замена? Да, отворен Балкан. Отворен Балкан ќе си има свој Балкан. Ако се растори Европска унија, како се договара бившиве држави нашиве, да се соединат, нема побаво тоа. Така, благодарам многу за јавувањето и секоја чест и ви посакуваме долги години да сте во добра форма, секако да следите Телма телевизија и се разбира повторно да се вклучите во некое наредно издание. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден.
Во црвена линија сте. Па ја мислам дека нема шанси да се случи тоа. Тоа е утопија, тоа е руска пропаганда, на која мислат некои луѓе дека ќе се исполни, меѓутоа нема шанси. Сега, дали ние ќе ги исполниме условите? Видете, ние сме се фатиле за бугарите како теб за стап дека тие ни се проблемот, а усвари бегаме од правата вистина дека проблемот сме ние. Зошто сме ние? Па ништо не работиме за интеграцијата према ова што го бараат. Ние сме се фатиле само дека бугарите ни се проблем и тука стагнираме. Што друго е средено во државата за да ние парираме или да влеземе во Европа? Видовте у петокот каква беше реакцијата на германскиот пратеник во Бундестагот. Тој нас не сматра за паразити, за луѓе кои имаат намера само да ги користат нивните фондови, социјални фондови. Ние сме такви во нивните очи. А тоа е се затоа што ние ништо не работиме за да докажеме дека вредиме како народ и како нација и дека треба да им бидеме партнери. Видете денеска реакција на судскиот совет. Државата да не се мешала, а они прават циркус. Циркус Адрија се судскиот совет и судството во Македонија се циркус Адрија, они порачуваат извршната власт да не се мешала во независното судство. Мајко мила до кај стигнавме. То треба одма, тоа е дубло на криминал да се распуштиме. Ето такво ли судство вие сакате да парираме онаквото? Нас бугарите ни се само изговор за нашата немоќ и за криминал. Отворен Балкан еве. Видите, тоа е добра иницијатива, зашто да не, па ние едноставно живееме едно време во отворен Балкан, само некои направија кардинални грешки, па сега ете преку тој отворен Балкан мислат нешто да се исперат за грешките. Благодарам многу за јавувањето, никогаш не е грешка, доколку го завртите телефонскиот број 023070005, а тоа веќе го стори и нов гледач или можеби гледачка. Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме, нели? Да, одлично, се намали тонот на телевизорот. Да, одма го исклучив се, тоа е Така е. рефлекси според. Вака, отворен Балкан за мене е пропалитет. Менталниот склоп на балканските народи не е уште развиен до толку да има толеранција помеѓу себе. После сите овие работи што ни се случуваат овека, отворен Балкан само за некого ќе биде погребално, а за некого голем успех, така да не би препорачал отворен Балкан. Значи, пред националните држави да превладуваат овдека на Балканов, бидејќи Европска унија нема да постои више, си го заврши филмот својот ред. Значи, од неа нема трага више да остане. Значи, ја да ти кажам искрено сум пожелувал таа Европска унија се распадне уште 90-тите години, бидејќи кога се распаѓаше Југославија, тие уживаа. Кај доаѓа, кај што имаше мир на некои места, кај што доаѓа нивни делегации, после тоа се пукаа меѓу себе тие таму народи. А што со нас? Еве од нас очекува да исполниме услови за влез. Аме как ќе исполни ништо? Штом се распаѓа нешто, што имам ја да му исполнявам услови? Него ми беше муаветот, ако се сеќаш на топ листа на реалиста, на тој видеот у Сарајево, кога чистеа тие чистачите, ако си ги гледала таа епизода, и кога после тоа се затепа меѓу себе европјани, демек виното негово било подобро од француското, австриското и се замава и после беа они у распад, а Југославија гледаше север од страна. Мислам дека ние така нешто ќе дојде период, каде што ќе уживаме во нивното распаѓање, меѓу себе кога ќе се млатат. Ајде Благодарам многу за вклучувањето. Ќе одиме со уште еден гледач, а потоа и ќе ви откријам како коментираат и твитирџи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали сум ја на линија? Да, во црвена линија сте. Јас се придружувам кон изјавите на претходниот. Би сакал радо да се растури ова унија. Пред да влеземе ние, а ние немаме шанси да влеземе. Да ме прашам вас, што мислите вие, зошто Англија се откажа од Европска унија? Ако е толку, зошто се откажа? Има нешто таму. Ако се јави уште една или две држави кои ќе напуштат Европската унија, мислам дека Европската унија набрзо ќе се растури. И пожелувам да се растури. А ова Балканска унија не ја поддржувам, затоа што има шанса, ако само со лична карта проаѓаме, криминалот, дрогата на големо да порасне. Дали секоја унија за вас, тоа значи дека ќе биде повеќе
за нешто друго отколку за економска соработка и поголем пазар? Ма каква економска соработка? Тоа може да има, нормално, ама не да се влага само со лични карти, како сега што се работи Косово, Македонија, Македонија, Косово или Албанија, Македонија, каде што дрогата легално си влага и ја расураат по Македонија. А еве, што и предвидувате на Македонија, со оглед на тоа што имаме многу услови кои што ни се поставени за влез во Европската Унија? Македонија секогаш била блокирана и ќе биде блокирана на сите полиња. Благодарам многу, ние остануваме отворени, не сме блокирани за вас, драги мои, што значи предност ќе дадеме со оглед на тоа што и посебно ми е драго дека ви има во голем број. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па Европската Унија очекувам и посакувам да се растори, пошто не е она што очекувавме да биде, дека една демократска унија каде се почитуваат човекови права, дека секој човек има право на собствен национален и културен идентитет, да зборува на својот јазик, а додека таа Европска Унија преку Грција и Бугарија како незини членки ни наметнува нечовечки, шовинистички барања и негирања. А во тие негирања таа Европска Унија ги поддржува и Грција и Бугарија. И се само нас не условува 30 години, а ги поддржува тие две држави незини членки во тие шовинистички, античовечки, антицивилизацијски барања. А еве, што ќе кажете за Отворен Балкан? Дали може би тоа подобро? Отворен Балкан може добра идеја на хартија, но во практика тешко да се спроведи, поготово кај нас во Македонија, пошто секоја држава и народ си почитува се свое. Дали Албанија, дали Србија, дали Грција, си почитуваат се своји производи, своја држава, свој јазик, своја култура, своја музика. Кај нас во Македонија за жал ни наметнаа синдром на самоуништување и ние се увезуваме, купуваме се тој ги производи, а своето го уништуваме. И се прашуваме, оти немаме, оти не ни оди, оти имаме низок стандард. Од тој синдром на самоуништување, а додека Србија, Грција и Албанија се своje почитуваат, своje купуваат. Така, благодарам многу за јавувањето. Сега наред малку и со твитирџи. И ќе почнеме со твитот на Том Соер, кој што има напишано: договорот од Преспа донесе палата на Егеско море за некого, а за Македонија донесе само уште повеќе услови за влез во Европската Унија. Договор во кој само Македонија има обврски кон Европската Унија, Грција, Бугарија. Е договор или капитулација безусловно? Но може ли Европската Унија да се растори пред ние да ги исполниме условите за влез? Еве вака изгледа твитот на Том Суер, кој што пред малку ви го прочитав. Па се разбира, продолжуваме сега со вас и сметате ли дека дали еве според вас Отворен Балкан може да биде една своевидна замена за нас наместо Европската Унија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да. Се може да биде замена, за нас се отворено. За нас е отворено се може да нас првпат се во емисија. Драго ми е. Ние како држава треба први да се средиме дома работата. Први треба да се направиме уставот, да се ги ставиме сите во уставот, да се ги ставиме сите закони и да се направи една изборна единица, 120 пратеници, 12 министерски места, секој 10 пратеници, еден министер. Кој колку што си има пратеници партите, толку да си има министри. Во 30 дена, ако не се состави влада, тие пратеници испаѓаат нови пратеници. Председателот на државата ќе даде 90 дена преводна влада, тие што не направиле влада, не смеат да се кандидираат наредниот пат. Само така ова држава ќе ги направи. Иначе, овие сите се лажови. А еве според вас само и ова, дали Отворен Балкан е замена за Европската Унија? За нас, за нашата држава, све е замена. Ние секаде одиме, но ништо не сме правиме. Да. Све е замена. Добро, благодарам многу и се разбира, нека не биде само овој пат, значи нека не биде последен пат вашето вклучување во црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден.
Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. До Телма, да. Црвена линија. Да, повелете. Ај, може ли нешто убаво да кажем? Црвена линија беше за јазико, историја и за се, а не гласа го не го признав. Ето, само дуј не го признав. Се црвена линија Европска унија дали ќе се распаѓа. Може ли Европската унија да се растори дур ние како земја ги исполниме условите? Да, они навредуваат Европска унија. Преведејќи, треба демократија, него треба поголем животни стандарди подобрат, судство да функцира, а не со режим со диктатура. Така не се владее судство. Значи, ова не е способно, треба да ги осудат, затоа што Европска унија они понижават, тие европско знамење, треба животни стандарди подобрат. Неспособна е. Това го направи социјална стабилизација Европска унија ВМРО ДПН 2000 година. Значи, социјална стабилизацијата. Призната е 140 држави по реформите, по демократија, по вработување, значи имаше инвестиции, животниот стандард подобрува. Значи, многото треба да се исполни. Ови нема таков. Само за ние крвите и крадат се, задолжуват се, богатат се изгор Европска унија. Дали отворен Балкан може да биде замена за Европската унија? Молим? Отворен Балкан дали може да биде замена за Европската унија? Тоа е само лицемерие како во Европска банка. Сите држави во Балкан, сите си ги држави бранат државите, си ја градат, си ги држават, си ја бранат со председатело. Животниот стандард го подобрува, плати се има, не оскопија, нема намалува. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Еве на второто веднаш за Европска унија. Па ако ги погледнеме фундаменталните принципи на кои е заснована и основана Европската унија, таа е веќе распадната. Таа е веќе распадната. Воопшто нема критериуми како кога се основала. Ги менуваат од ден за ден према некоја земја како им треба, зошто им треба. Начелото на Европска унија не беше тоа. Ова не е Европска унија. Ова е модификација на некои сили, програми кои им треба, како им треба, што треба, сите знаеме зошто и како. Значи, Европска унија е веќе растурена. Зборам на принципите на кои е основана. А ова сега е само име Европска унија во кое нешто се зборува, се негира нешто, некому му се дава, некому му се зима под притисок, со притисок, без притисок. Околу Европската унија таа е веќе растурена. Како основна, она како е започната во начело Европската унија. За отворен Балкан, замена за Европска унија. Па ништо не може да замени некого. Тоа е сосема друг концепт, тоа ќе си биде отворен Балкан, со своји критериуми, со своји некои статути, норми кои треба да се исполнат, значи не е замена. Тоа е нова некоја конституција, како да наречеме. Ето, од мене толку. Фала ви многу. Благодарам многу и за вашето јавување. Секако продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам на одвоеното време. Анонимен гледач, зашто ме ја за 30 години. Ово е 18 пат кога се јавувам по медиуми. Моето мислење е следно. Јас уште пред точно 24 години кажав дека Европска унија ќе се распадне, а Македонија никогаш нема да влезе. Англија излезе, знам што ќе се случи со Европска унија, меѓутоа не смеам да кажам, тоа е страшна работа. Понатка. А еве, што ќе се случува со Македонија? Само кратко се извинувам. Јас имам над 200 елаборати. Сакам да помогнам на оваа држава. Имам шанси и испуштив голема прилика да им помогнеме на младиве да не одат надур, да ги вработиме. Која баба дедо, татко, мајка, неке синот, керката да биде вработен. Значи, за старт одма, за една година ќе вработам 50.000 млади луѓе од сите профили, а државата за неја кошта 1 денар. Тоа е да работа.
Овие што примаат социјална помош, имам елаборат, они ќе произведуваат храна не само за нив, него и за извоз, и за наши државни резерви. Сега, имам и план. Како, например, немам партија, иначе, знам што да правам со оваа држава. За 12 години би ја разложил оваа држава, да не оставиме долг на младиве. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добре, јас ќе си продолжам со твитерџи, нема ќе подсетам дека и ви читам со оглед на тоа што и Твитер заедницата има ставови, погледи, тоа е еден вид јавно мислење на кое што може да се надоврзите, може да со некој од нив и да се сложите. Па ева одиме со твитот на Андреј, напишал точка 4 од резолуцијата на Бундестагот. Ја повика Бугарија да го поддржи патот на Северна Македонија кон Европската Унија со компромисот најден во Советот и да се воздржи од понатамошни услови. И за мене ова поважно од тоа да ми признаат она што сум. А можно ли Европската Унија да се растори пред ние да ги исполниме сите услови и еве како гледате на отворен Балкан, дали е возможно да биде и замена за Европската Унија кога ние сме во прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас си вам драги. Од Скопје сум. Драго ми е. Да, вака се. Вие викате за Европска Унија дали ќе се растори. Додека ние ги исполниме условите. Она веќе едно рече еден гледач пред двајта. Значи Европската Унија стварно е веќе растурена. Затоа што прво бугарите ги не им дозволуваат да идат во Европска Унија, имаат забрана. Грците се задолжени целосно, а они се во Европска Унија. Тоа да кажа Македонија, уште не 2030, уште 2035 нема да влезе во Европска Унија. Значи, во дијава само се бламираме, во дијава само окривуваме ВМРО, ДПН, СДСМ, ДУИ. Ајме според вас дали отворен Балкан може да биде замена за Европската? Значи, во дијава само се окривуваме меѓусебно. А отворен Балкан, да ви кажам искрено, према моје мислење, најубаво да биде отворен Балкан да се спои пак целосно Југославија. Добре, благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да, поздрав многу ти нам. Голем поздрав и до вас. Да, благодарам. Ја да ти кажам најискрено, вие слушам темава со внимание и се прашувам кој тоа ќе влезе во Европска Унија, Тина. Значи, останавме без луѓе. Значи, сега баш прочитав на Фейсбук, нешто ми се појави, дека толку многу млади заминале, па и по возрастни малку, може и како тебе, да речеме, не си ти толку млада, нели, не си ни возрастна, не знам у кој спаѓаш, ете, може имаш 35 години. Зборам за млади на 20 години, значи, ни заминаа младите, останавме без луѓе, ќе останеме без луѓе, ни дојдаа некоја страна, сега ќе не работат, а кој ќе влезе во Европска Унија? Македонија како земја, како без луѓе, со пензионери, тука нешто не ми е јасно, се поремети, се измести и сега ние ќе влеземе, па и кога ќе влеземе, кој тоа ќе биде среќен и дали уопште нешто ќе се случи поубаво за нас, кога веќе младите ќе заминат. Знаеш, тоа многу ме боли, Тина. Дали тоа значи дека Македонија е влезена во Европска Унија по бројот на млади кои што се селуваат во не? Па како што се тие заминати во Европа, тие се веќе влезени, така да останавме ние па се увезени и сега, знаеш како некако сум во некое, размислувам чудно некако, може би чудно за другите, може би сум ја чудна, нели, ама стварно нешто не ми е јасно, навистина не ми е јасно, што тоа ќе ние, кој тоа ќе влезе, кој тој народ ќе остане, овие што се у парламентот со 78% плата е стокација.
Благодарам многу за јавувањето во Црвена линијата. Слушате досега какви ставови, размислувања имаат гледачите и секако Црвена линија продолжува токму со вас. Добар ден. И да се намали тонот на телевизорот. Ето. И јас слушнав што кажа. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Дали, како пишува ова, дали Европската унија ќе се растури? Растури пред ние да ги исполниме условите за влез. Ние нема да исполниме никакви услови. Со нас они не сакаат ништо да имат. Јас се јавив неколку пати, они со нас, ние не ги интересираме уопште. Добро, ве слушаме, продолжете. Да. Ние, што Европската унија, што не интересира? Ние што можеме да ја понудиме? Сметате дека Македонија нема што да ја понуди? И ништо друго. Па нема ништо што. Само што и нудиме сега, што одиме работна сила. Они тоа барат. Ја. А да имавме нафта, да имавме диаманти, да имавме злато, одма ќе не земеа за 5 минути, нема ни да преговара ни со Бугарија, ни со Брисел, одма ќе не земеа и никому ништо нема да беше. А сега ни наоѓа 300 работи, ова не ви чини, јазикот не ви чини, името не ви чини, тоа не ви чини, ајде бе, остави ги нив. Они отишли од нас, 500-800 години отишли од нас. И што ни треба, што им треба нив една држава, што е 100 години назад сега. Ајде кажете ми, Отворен Балкан може да биде замена за Европската? Отворен Балкан, они го уништија. Добро, благодарам и вие што го споделивте вашиот став со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ако сум на линија сум? Да, на линија сте, повелете. Благодарам, па вака. Прво да бидеме најасно. Европска унија нема да се растури, долго ќе не надживее сите. Прво на Европската заедница не е во интерес да се растури, во интерес е да ги држи сите европски земји во рака, што се вика, и да може да контролира. Секако се знаат кој командува тука и на нив му е во интерес. И ние да бидеме дел од таа Европа. Ние сме на рутата каде што сите патишта поминуваат од кај нас. Ние сме земја која што да е интересна, аграрна земја, кај што немаме индустрија, али можеме храна да произведуваме. Но ние се изајлазивме, да речеме на стар збор, да земјата оставиме необработена и за сметка на тоа, значи фактички ни за нас немаме, па дури и увезуваме. Значи, меѓутоа, ние не треба да чекаме некој друг да ни го реши проблема. Ние требаше ова да го сториме далеку порано, кога имаме поприфатливи услови, можности, ама што викат си патиме од главата, од самите себе. Ние, значи, еден во клин, друг во плоча удираме и затоа ни се случува се тоа. Оно што се заговара Балкан, тоа е добро, но тоа е касно. Значи, иначе, далеку подобро, поевтино ќе не кошташе и производство, и пласман, и све, ама пак ќе решам од главата си патиме и ќе патиме до... Благодарам за јавувањето. Еве уште еден твит, ова е една твит дискусија помеѓу Влад Твитеровски и Андри. Влад Твитеровски има напишано: досега 100 пати имало вакви резолуции, декларации, изјави, ветувања кои немаат никаква тежина ако не се остварат. Ова е лажга за такви ко тебе што немаат појма со кого имаат работа. Дур не сотрат, нема да запрат. Се што е Македонија, македонско, македонци не е прифатливо. Андреј напишал: не сотруваат со тоа што признаваат македонски народ и јазик и што ја повикуваат Бугарија да не прави обструкции. Баш ме интересира што значи да не поддржуваат. А нас не интересира што мислите вие и кои се вашите одговори на нашите денешни прашања. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Епа,
Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Ве поздравувам Тина и ви посакувам убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас сега. Ви благодарам. Вака јас се чудам на нашиве соговорници, односно моите сограѓани на Република Македонија, од каде ова идеја дека и видување дека Европска унија се расторила. Од кој аспект? Ме боли зашто моите деца работат во Европа. А и нивните деца и внуци веројатно многу мина работат во Европа. И ја да ме леп нивни. Покрај тоа, зар се свесни колку фондови доаѓаат во Македонија од Европска унија? Колку пари влегуваат? Од кај влегуваат? Од каде јас ги прашам овие што викаат Европска унија да се растури што побргу и да ја нема? Па нас ќе не снема. Немојте со таква лоша енергија, луѓе. Европска унија не ни постави прашање за нашите јазик и нација. Соседна Бугарија. Заедничко со партиите што ги имаме, најголемите душмани што ни се во Република Македонија. Нашите партии. Логички е така, еве сега со резолуцијата во Германија што се случи? Зар не видовте дека ни го признаа јазикот и нацијата и се призна? И се уште ние кај што ни пржуваат рака и кај што сакаат да ни помогнат, ние зборуваме со лоша енергија за Европа. Неспоредливо е. Кај се има култура, се има систем кој што се 3 века пред нас. Дај Боже ние да влеземе, па ќе укусиме што е сладко, а што е солено. А за Балкан... Ќе подсетам 90 секунди само внимателно тајмерот, иако денеска сте за пофалба, еве не можеше да се напомени намалување на тон на телевизор, уште помалку да се внимава на тајмерот. Добар ден. Добар ден, Македонија. Ајде да слушаме што ќе кажеме. Јас би кажал дека мојата или нашата Македонија никогаш не би ја дал за таа Европска унија, пошто Македонија е светиња, света земја, библиска земја. А еве како коментирате, бидејќи гледачот рече многу пари се влеваат, фондови од Европска... Некој што само преку парите гледа, другото не огледа. Она нели што е дух македонски, цивилизација, култура. Черчил рекол, цела историја, цела цивилизација потекнува од Македонија, значи на Европа цела цивилизација потекнува од Македонија. Сега јас цета Софија, цета Богородица Привлепта не ја давам за цела Европска унија. Богородица Привлепта тој преубав фреско живопис. Не го давам за цела Европска унија, но некој кој е поданички настроен декон СФРЈ, декон Европска унија, нема чувство за свое и се пута на наше наше. Еве да кажете и за отворен Балкан. Дали тоа може да биде заменено? Јас рекол дека Европска унија нас не ни дава ништо, ни пари, ни... Европска унија нас 100 години назад има направено милиарди штети на новој народ и Нова Македонија. Милиарди штети, поделби со балкански војни, Прва светска војна тука, Македонскиот фронт, не знам, Втора светска војна, окупација, злодела, негирања, то се милиарди штети неброени. И тука некои поданици кажуваат, таа ни давала, не, таа само ни зема како колонија не смета, не само нас, тука и Полска, Чешка, другите земји. Благодарам за јавувањето, продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? И дали се слушаме, бидејќи предност ви даваме вам, но еве да не биде дека ако се има еве ми велат има, ја велам има. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме да се намали тонот на телевизорот? Ало. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, повелете. Од Кавадарци поздрав Радио Веселе. Видете, може ли Европска унија да се раструпи и да се исполни пред ние да ги исполниме условите? Прво, Европска унија нема да се раструпи, него ќе се направи голема реконструкција. Ова за расторањето од Европска унија излезе дека од оние опозицијски германски партии некои се кажуваат некои своји мисли и своји идеи, али тоа не е во целосно сите држави во Европска унија. Реконструкција, промени ќе има, тоа неизбежно и мора да има. И сега за после 7 години колку млади луѓе и работоспособни луѓе ќе останат во Македонија и да влеземе во Европска унија, тоа е сосем друго прашање и можеби ќе останат оние што нивните мајки, татковци се офајлија по партиска линија,
за овие поголеми богатства, па тие може ќе останат помлади луѓе, иначе другите не верувам дека може да останат во Македонија. Што се однесе за Отворен Балкан, таа моја идеја беше многу одамна, на овие другите национални телевизии често пати давам предлог. Еве јас се јавам од Кавадарци. Ако се реализира 100% Отворен Балкан, мислам дека ќе се уклучат и сите 6 држави. Јас од тука како поручник ќе товарам камион од грозје и ќе си носам во Босна, Црногорското приморје, во Албанија, винско грозје во Нови Сад, во Неготин крајина имат огромни производители, сега имат огромен недостаток на грозје. Ќе се товарам камионите, Бостан и се тоа. Тоа е Отворен Балкан за нас, а Македонија пак да го живееме земјоделието. И е богат од земјоделие, не е потешка индустрија македонците. Големо благодарам за јавувањето во Црвена линија. Одиме со уште еден твит, па потоа повторно гледач. Албајко има напишано: предпоставувам јасно ти е дека ние нема да влеземе во Европската унија додека одлучувањето за влез е консензуално или додека не ги прифатиме сите услови поставени од Бугарија. А дојде и времето, драги мои, за реклами. А сега, драги мои, дојде времето кога треба и да ве посетам уште еднаш, бидејќи прво и навистина во огромен број ви имаше денес, така да мора и да ви се заблагодарам што земавте активно учество, но верувам дека многумина од вас, ако не сте го направиле тоа, задолжително заследете на Инстаграм Црвена линија, пред се поради тоа што ќе можете да дадете одговор на денешната анкета. Пред да ви ги соопштам резултатите, секако ќе ве посетам да не заследите и на Facebook Црвена линија, секако и на Twitter Црвена линија и да не заборавите се разбира да земете учество веќе и во утрешното издание на Црвена линија. Сега, што се однесува до резултатите, пред да ги можете и да ги погледнете на екраните, ќе подсетам дека денес она што ве прашавме е дали всушност Отворен Балкан може да биде замена за Европската унија. Практично тоа беше и одговорот на тоа беше и прашањето на Инстаграм Црвена линија, па еве сега во овој момент ќе можете и да видите како одговорија инстаграмчи. Се разбира, дискусиите на Facebook и Twitter можете во секое време да ги продолжите со оглед на тоа што таму може да лајкнувате, шернувате и коментирате. А еве и како одговорија инстаграмџи. Треба ли излезе старото, на жалост, јас само вака ќе морам да ви ги соопштам. Така е кога работите се со интернет. Со да одговорија 54%, а со не 46%. Сега е време јас да ве подготвам. Прво ќе кажам, одлични бевте, бидејќи бевте во огромен број во Црвена линија. Сега по Црвена линија, сите вие кои што се разбира ги кажавте вашите видувања, ставови во однос на тоа како гледате на темата за која што зборувавме, сега најсрдечно и најтопло ве канам на една отворена, слободно ќе кажам, забава во која што навистина има огромен број на награди. Значи, шансата денес да ви порасне расположението за цели 150-300% е со оглед на тоа што во вторник, драги мои, можете во заврти на Телма да освоите велосипед. Сега времето ни е одлично, што значи дека ета е убава награда која што можете да ја освоите. А за да освоите, ќе ви помогнеме и ние, го тркалото врти, можете да видите, ќе ви откриеме и прашања кои што сега го ќе ги има во заврти на Телма. Па одиме. На кои две букви во македонскиот јазик се користи надреден знак? Тоа ви е едно прашање, потоа имаме дополни го Марфиевиот закон, ни еден вистински проблем нема. И на кои острови се наоѓаат моаите камените скулптури налик на човек? Кој бил египетскиот бог на сонцето? Па еве ви уште едно прашање, за која телевизија станува збор ако логото ги содржи буквите Д и W? Веќе верувам дека ги запомнивте прашањата, јас ќе ви испрашувам во заврти на Телма, па да освои некој од вас многу награди, ама и главната награда велосипед.